17 часот и 1 минута, не догледаме тука искрено речено. Досега имавте можности да ги гледате Јана Стојановска и Дејан Милошевски продуцентот и актерката по добивањето на престижната награда за најгледан филм на Златната петорка на режисерот Горан Тренчовски, потоа портретот на академик Абази и Алајдин Абази, и јас ви препорачувам да ги видите тие секунди или минута на неговата своевидна порака за еднината на младите и за еднината на Македонија. Ако се изолираме, само ќе продолжи ова агонија што моментот имаме. Не е возможно ништо да се направи повеќе ако Македонија не биде таа европска Македонија, да. И во Македонија, значи, да имамо вредности кои се веќе постојат во Европа, значајни, сите учествуваат во тие вредности, да и нашите граѓани овде учествуваат во реализација на тие вредности. Ако тоа не успееме, а нема да успееме ако сме изолирани. Портретот на академика Бази, за оние што не го гледа, можете да го видите на нашата веб, на сајтот на телевизија 1, и ми се чини дека е тоа една своевидна научна и тестаментална порака на 75 годишниот ректор, основач на Ван дер Штуловиот универзитет, универзитетски професор и еден од академиците од албанската научна јавност. Во наредните минути, освен целиот спектар на ентертейман, ексклузив, Сергеј и така натаму, 1 минута, следува разговорот со универзитетскиот професор Ана Чуповска, дали настанува дегруизација или тоа е една пресметка меѓу двајцата братучеди, досегашниот премиер и досегашниот шеф на ДБК, и очигледно дека во изминатите 24 часа тектонски партиски земјотрес во опозицијата, во кој во наредните неколку недели можеби ќе има нормални вибрации кои ќе имаат и политички реперкусии. Добро вечер за професор Ана Чуповска, ви благодарам. Како вие го гледате овие тектонски потреси? Па баш како што ги опишавте, тектонски се, меѓутоа од друга страна ги гледаме како нужност, бидејќи политичко-општествените околности во земјата се такви да дојде до едно соочување фактички и во самата партија ВМРО-ДПМНЕ, која што во голем дел беше инкубаторот и процесирачот на сите оние нели масовни повреди на човековите права во изминатите години, и едноставно ова е еден природен ред на настаните каде што ќе мора они сами со себе да се соочат и да видат кој на која страна ќе фати, во смисла на тоа во кој правец државата ќе се движи. Се има една мала минијатурка од сите многу аспекти што сега на тој начин протекуваат од седницата на Централниот комитет. Сега присушкувал Мијалков, а не станските служби, и дека ВМРО и претходното раководство е амнестирано од материјалната содржина на обидите за сторени кривични дела и на таквото навлегување во нашата приватност, во бизнисот и така натаму. Па интересна е таа вест, јас сега пред малце уствари ја дознав тоа што се случи, ако е тоа така стварно. Интересно е како тоа меѓу себе сега се препукуваат во врска со преслушувањето кое што е фактички се случи, тоа не е нешто измислено, тоа фактички се случуваше во Македонија. Масовна е повредата на човековите права, меѓутоа многу е интересно ако е вистина дека Николовски тоа го кажувал, а истовремено Николовски во екот на најголемата криза, да потсетам, беше тој што ја промовираше Македонија да биде Белиза, да биде офшор зона. Така што ова драма во ВМРО уште малце ќе почекаме да ќе потрае веројатно уште малку, меѓутоа верувам дека ќе се движи се во правец на тоа да се конституира една опозиција која што и е нужна на Македонија во претстојниот период, посебно во периодот на реформите, интеграциите и така натаму. Без конструктивна опозиција не можеме да продолжиме напред. Чуповска, дали политичката криза со која се соочивме пред референдумот, особено
после референдумот и уставните амандмани се трансферирали и му се враќа на ДПМН како бумеранг, како внатрепартиска битка. Па да, имено тоа што го кажав и на почетокот. Значи, ова е нужна последица на тоа што условно кажано го направија со нивното владење, посебно последните 4-5 години. И сега фактички ние како општество се соочивме до негде со пробавме тоа да го исканализираме преку избори, преку референдумот и се останато, меѓутоа бидејќи тоа е голема партија и она мора да се соочи со своето минато, со својата сегашност и на крајот на денот мора да одлучат која им е концепцијата за државата, во кој правец да се движи, бидејќи последниот период видовме дека има огромно разногласие во поглед на декларираните афинитети на таа партија. Таа партија имено во својот статут има декларирана евроатлантска интеграција. Прв пат вака ја доведоа во прашање таа. Нивните дела, поготоа на лидерството, покажува сосема спротивни аспекти од тоа што е декларирано. И нормално некои од членовите внатре тоа го препознаа како внатрепартиско предавство, односно во тој правец и затоа и ги исклучуваат, затоа што имаат различни концепции околу тоа во кој правец ќе се движи државата. Они ако декларативно викаат да во ред НАТО, ЕУ, све тоа окей, меѓутоа со ниту еден потек, со ниту еден аспект конкретен политички не прават ништо во врска со тоа. Сите странци тоа го забележуваат, сите го гледаме, затоа се изолирани. Главната критика или само критика меѓу оваа групација која сега излегува и да речем условно новото прочистено раководство со знак наводници е дека партијата е пред испит да излезе од својата актуелна самоизолација и меѓународна или да се врати на стожените вредности на своите програмски определби, што не смеме да ги забораваме, дека ВМРО е, меѓу другото, еден од иницијаторите и генераторите на НАТО и евроатлантската интеграција. Дали оваа пресметка ќе заврши, да речем условно, со добробит на партијите и на граѓаните, или ќе се трансферира, можеби во една вулгарна варијанта на панорамската пресметка на смената на власта во која Георгиевски се гледаше сеир, а се работеше за еден жесток судир меѓу Груевски и Ѓорчев. Па јас не можам да кажам како ќе заврши. Верувам и се надевам, имајќи во предвид тоа што ни предстои, дека ќе смогнат сили внатре тие што се прозападно ориентирани да ја стабилизираат, консолидираат партијата, како што кажав, во предстојниот период нужно е во Македонија да имаме здрава опозиција. Тоа што ни предстои барат максимална инклузија на сите фактори во државата, вклучувајќи една здрава опозиција и конзервативна партија да биде, нели, да контрибуира со своите препораки во процесите што следат. И од тука верувам дека ќе смогнат сили да не прават скандали дополнителни и да се стабилизираат некако, затоа што во спротивно, освен што прети изолација на ВМРО, ќе треба нова опозиција да се конструира, тоа ново време ќе одземе и све ќе се успори. Па, познавајќи ги македонските состојби на забрзани промени, мислам дека релативно брзо ќе се стабилизира, можеби не во победничка варијанта, но ќе се стабилизира. Има една поприлично симптоматични процеси на внатрепартиските промени. Не ставам равенство, но е факт дека и во времето на СДСМ од партијата беа екскомуницирани или елиминирани Бузлевски, Куновска и така натаму, но ми се чини дека ова е прв пат на ваков начин масовно да се одлепува една пратеничка група врз основа на различно мислење и различни постапки. Дали е тоа знак дека и после 27 години ние не изградивме еден систем на толеранција на различни мислења и на интегритети на политичките личности? Не мислам дека е тоа поврзано со нас, туку мислам дека е на некој начин поврзано со, да речам, таа една конзервативна доктринарност која што е типична за десните партии. Меѓутоа, во овие услови малку и анахрона е таа, бидејќи во предвид мораме да ги имаме европските тенденции на конзервативните партии, кои што
И покрај тоа што застапуваат потрадиционални идеологии и аспекти, они сепак имаат демократски капацитети. Недемократичноста во случајот е сериозен проблем. И ова не го поврзувам толку со нашата политичка култура во смисла на тоа дека ние немаме капацитет како општество за разноликоста да прифатиме и плурализмот на идеологиите, туку баш како еден партиски проблем кој што се провлекува од времето на авторитарниот неолиберализам, што би рекол Хенри Груш, што беше типично експониран во рамките на владењето на ВМРО минатите години. Фино, кратко и јасно. Ана Чуповска, универзитетски професор на катедрата за политички науки. Уште околу анализата на случувањето во последните 24 часа со бекграунд дали меѓународниот фактор на одреден начин индиректно изврши стимулација на овие процеси. Несвесно или свесно ги примија пораките. Палмер ги игнорираше, Меркел тие ја игнорира до бруталност и така натаму. Да. Пораките на меѓународната заедница дека треба да се соземат и да го стават над партискиот интерес, државниот интерес. Да, дефинитивно улогата на меѓународната заедница дополнително фактички ја изнесе на виделина некапацитетноста на раководството моментално на ВМРО ДПМН да се справи со она што е фактички баласт и да продолжи напред. И сега во оваа фаза добро е што има иницијатива и за помирување, меѓутоа тоа помирување, видете, тоа помирување точно се однесува на демократичноста на земјата, значи помирување и обединување околу демократските, субстантивна демократија да има во земјата, да се прифати фактот на мултикултуралност и во крајна линија сето тоа заедно да заврши со евроатлантска интеграција. Тие линии на расцеп во ВМРО ДПМН се очигледни. И сега тамо верувам, како и во поголемиот дел од општеството, дека ќе победи таа струја, ќе превземе некако контрола. Сега не знам, јас внатре стварно детали немам за тоа што се случува, меѓутоа колку што е трауматично ова све, толку е и добро затоа што големото соочување ќе донесе една нова димензија и нова динамика. Процесот е почнат, нема назад фактички сега. Пред да се вратиме уште на анализа на случувањето и можните расплети, уште една дилема. Овој момент една карактеристика е дека во ВМРО почнува судир на една нова генерација. Не ја крстам помлади, млади и така натаму, така што конзервативните или поветеранските личности кои нешто значеа се на оден начин на маргиналиите или на периферијата. Како е возможно кај млади луѓе кај кои преовладува внатрешната утроба дека Македонија местото е Европа и во НАТО, да се соочува со сили кои сакаат да го изнедрат новиот национален дискурс или новата азбука на национализмот на Балканот. Не знам дали ве разбрав дали е возможно да дојде до судир на една генерација национал, конзервативна, национал шовинистичка, наспроти една нова генерација постмодерна или модерна, која сепак крие внатре во себе некакви националистички пориви? Па, како што гледаме, веќе дојдено е до таква условно кажано поделба, таков конфликт веќе има во партијата. Овие отпадниците, условно кажано, од партијата, тие се фактички прогресивниот елемент внатре, кој што ја прифаќаат, да речам, конзервативната идеологија, традиционализам, меѓутоа се свесни за реалните социјални околности политички во земјата и надвор од земјата. Они гледаат дека нивните колеги од ИПП и од другите конзервативни партии се
прогресивни во многу нешта. Ова друго што се промовира е исклучително анахроно. Ние видовме дека кога таа анахрона политика до каде не донесе, тоа е еден облик на авторитаризам кој што во учебници ќе го учат луѓето како се воспоставува во една земја кога се зимаат буквално или здраво за готово некои параметри на конзервативната доктрина. Денешната конзервативна доктрина е обогатена со многу нови димензии, соодветни на глобалните предизвици. Кога може во германскиот парламент, во конзервативните партии да се вклучени религиозни, различни, условно кажано, религиозни аскрипции од доминантните, а тука се уште има ксенофобија, албанофобија, исламофобија. Сакам да кажам, во тој правец дури и конзервативните партии во светот се менуваат и затоа и нашите конзервативни партии треба да бидат свесни за глобалните предизвици, за регионалните контексти и околности. Пред да поминеме на тематскиот приот на разговорот Македонија меѓу простувањето и можното обединување за стратешките цели, дали овие процеси во ВМРО ДПМН може да завршат ако се релативизира криминалното досие на ВМРО-ското воство во последната декада, 2014, големите мито, корупции врзани за инвестициите и така натаму, и при тоа да речем да се истапува во јавноста дека се ослободиле од така наречените глобални или големи криминалци во своите редови. Па не мислам дека може тоа да се релативизира. Направени се злодела кои што се мислам според кривичните законици се од повисок степен, не се тоа некои дела кои што може лесно да се релативизираат. ВМРО ќе мора да научат да живеат со тоа, исто како што СДСМ си научија да се живеат со своите транзицијски овие опашки што ги има и да докажуваат понатаму дека нема никогаш повеќе така да функционираат како партија. Затоа што масовните повреди на човековите права и подделбат бришењето на тројната поделба на власта, тенденциозните, систематските и системски интервенции во правец на за окружување на авторитаризмот се нешто што едноставно не може да се заборави, меѓутоа тоа тука служи да не подсетува да не се повтори. Верувам дека тоа ќе извлечат лекција како не треба војнина да прави. Не само они, никој, било кој што ќе дојде на власт. Дали сме ние толкаво несигурно подрече за политичките игри, што и премиерот и министерот за внатрешни работи тврдат дека им е потребна полициска заштита или заштита на сите пратеници кои се, да речем, условно за амандмани, особено на овие досегашни антијунаци од предавници во Херои. Па не верувам дека тоа се неозбилни изјави од страна на министерот за внатрешни работи, штом тој има, верувам дека има сознание за сериозни закани, штом се ангажирал околу тоа. Не е тоа воопшто наивна работа. Но тука е симптоматично, иако јас, да речем, условно не многу сум приврзаник на началникот. Од една страна ги штитат пратениците, нели? Од друга страна му го се минјаат обезбедувањето на Мијалков, кој инаку сега е централна фигура проект контра за партискиот удар врз ВМРО ДПМН, но тоа е игра на безбедностните структури. Да. Сега, професор Чуповска, ќе поминеме на овој аспект, прво на простувањето, а потоа на обединувањето. Простувањето добива некаква етичка, а и се повеќе некаков обид за институционализирање. Етичкото е догматско, правословно, христијанско и така натаму. Меѓутоа, аспектот на простување, особено на простување во македонскиот етнички камп, не е сегашна идеја. Таа Димитар Димитров и првата гарнитура на ВМРО ја предлагаше пред лустрацијата во првиот парламент. Дали мислите дека идејата на простување е на тенката граница меѓу простување и амнестијата? И дали ние на одреден начин, на мала врата, нема да извршиме една корекција
на судските постапки со тоа што ќе ги аминуваме криминалните што се сторени. И како граѓанин и како политолог не верувам дека ќе се случи амнестија, бидејќи мислам амнестија во смисла на нели општ закон за амнестија со кој што ќе се нели декриминализираат криминалните поведенија. Дополнително мислам дека таквата работа ќе отвори една пандурина кутија, секој имајќи предвид што све се случувало во изминатите години во Македонија, ќе испадне дека секој трет жител на земјата треба да биде амнестиран. Сам сега малку вулгаризирам, сакајќи да кажам дека околностите на транзицијата се такви да тоа она што може и што е интересно што би можело да се реши е да се донесе некоја политичка декларација која што ќе направи помирување на три фундаментални основи, како што кажав и претходно, а тоа е прво заложба заедничка и помирување за обединување. Неколку пати при тоа беше нагласано и од страна на министерката Шекеринска дека помирувањето е во правец на обединување околу нели стратешките земји понатаму како ќе се движиме. Прво, демократичноста на земјата, значи демократските процеси, субстантивна демократија, дека ќе се обединиме околу тоа. Второ, значи нема да има масовни повреди на човекови права, ќе има владење на право и понатаму кој да е на власт помеѓу овие сите субјекти, значи дека сите субјекти политички се сложни дека во демократска земја сакаат да живеат. Значи обединување околу тоа, владење на право, правна држава, поделба на власт и све тоа што значи. Второ, фактот на мултикултуралноста, што подразбира инклузивност, значи нема да има пречки да се прават политички кариери на национал-шовинистичка основа, како што, например, беа блокадите за законот за јазиците од страна на ВМРО. Што би рекол Ахмети, потребно е мултиетничко помирување. Јас не се согласувам со тоа. И од друга страна помирување внатре меѓу македонците. Он промовираше вчера некоја идеја за мислам, така би ја именувала јас како хоризонтално вертикално помирување, но тоа нема потреба од такво помирување. Нам ни е потребно обединување, а за да дојде до обединување, мора да се стишат тензиите, да нема спирала на омраза помеѓу социјалните групи, поготово не во нашиот парламент. Тоа што се случи во нашиот парламент се случи меѓу тие пратеници. Затоа е добро во самото собрание тоа да се реши понатаму и затоа претпоставувам така и решиле. Во собранието да се формира некоја комисија. Третиот аспект е евроатлантските интеграции. Ние видовме во изминатиот период дека раководството на ВМРО-ДПМН абер нема од евроатлантските од дела со кои што ќе го потврдат, ќе потврдат заложбата спрема евроатлантските интеграции. И од тука на овие три основи помирувањето, односно обединувањето на овие три основи мора да му претходи гест на справување со тоа што ни се случуваше, за да може да мораме напред да идеме, не можеме вечно во овие травматизации да ги реафирмираме и така. Мислам, нигде не одиме, ќе стоиме во место доколку не направиме некои гестови во тој правец. Претениците најдобро знаат како тоа да го направат. Ако ги следам реакциите на меѓународниот фактор кој е априори сега на оваа страна на уставни промени, има една мала резерва после заприката. Палмер тука најјасно ја кажа помирување да, ама не и престанок на борбата со криминала. Ма дефинитивно. Тоа е исто што кога нашите заминувале во Брисел ги дочекува вратете се на прибе и на тоа дека една заробена држава не може да биде суспендирана со друга. Да, точно е забелешката. Јас мислам, како не се лажам, завчера Спасовски Оливер кажа дека нема да има амнестија, дека не ја вклучува амнестијата. Видете, ниедно помирување во светот, иако нашево помирување не може да се компарира со помирувањата на оние постконфликтни општества каде што имало геноциди како во Руанда и како во други земји, Јужна Африка и така натаму. Меѓутоа, не ја исклучува процесната правда. Значи, помирувањето, за ова помирување наше, ние зборуваме тука за символичка правда. Процесната правда не може да се исклучи. И ако можам да направам некаква алузија, например, на некакви вредностни движења во постфашистичка Европа, тоа би било да
Париз и Бон или Берлин може да воспостават нови правила на кохабитација заедничка, но не се суспендираа Нирнбергските процеси. Имено. Имено, значи, во ниедно помирување не е исклучена не е исклучена процесната правда. Процесна правда, во смисла на, значи, тоа може да биде помирувањето, затоа може да биде, затоа имат во главном три димензии: етичка, односно етичка и символичка, политичка и правна. Тука не збориме ние за правните аспекти. Ова е гест на помирување за обединување. Јас така го разбирам. Значи, се надевам не грешам во тоа како го разбирам. Значи, помирување заради обединување кон нашите стратешки цели. Евроатлантски интеграции, да се договориме дали сме за демократска земја или за авторитарна земја, односно се помириме околу тоа, и во крајна линија да продолжиме да живееме нормално, инклузивно во согласно со нашите мултикултурални социјални факти. Сега има една иницијатива од премиерот Заев, а би требало да влегува во институционална форма во собранието, каде би требало да се формира една собраниска група која би одела на еден аспект на поширокото простување како демократски чин, но кога тоа ќе осведеме на прагматични сознанија, има и една група која од овие пратеници кои гласаа за донесување на уставните измени, која бара јасни перцепции и условувања, а тоа е да се заштити македонскиот идентитет во амандманите, да им се овозможи на граѓаните да имаат сигурност во постепената примена на договорот и, да речем условно така нареченото ново идентитетско прашање. И тоа што е важната компонента, а тоа е чинот на гаранција дека договорот со Грција, доколку Атина не го прифати, не го ратификува, ќе значи и суспендирање на сите овие уставни амандмани и така натаму. Тие две состојки одат паралелно или мислите дека процесот на простувањето треба да помине и низ оваа фаза на придобивање на нови гласови за уставните промени? Па ми се чини дека бидејќи самите услови беа така поставени, од друга страна беа и прифатени, значи од власта декларираа дека тие не се во спротивност, а фактички не се во спротивност, значи има коинциденција на барањата и на можностите. Од тука мислам дека тоа све ќе оди заедно во пакет со не една забрзана и поинтензивна динамика, бидејќи времето не гази фактички. Инаку, ако ги погледнеме постепено, значи барањата, ако ги погледнеме во однос на Уставот и амандманите на Уставот, предложените амандмани на Уставот од страна на владата, тие се во вистинска коинциденција. Она што е, условно кажано, стран елемент во рамките на овој пакет е, нели, аспектот на помирувањето, кој што исто така коинцидира, имајќи го предвид последниот говор на премиерот во собранието и имајќи ги во предвид самите услови препишани. Така што во однос на амандманите, да заклучам, тие се во согласност, исто како што и на иста линија се заложбите, односно заложбите на премиерот да ја стиши атмосферата, да не се влезе во една спирала на омраза и да може да продолжи целиот процес во полесна атмосфера, бидејќи ова што ни предстои стварно бара национално обединување. Ова не можеме да го правиме ако не сме обединети. Не можеме да влеземе во Европска унија и во НАТО. Национално или граѓанско обединување? Национално во смисла, не, национално во смисла, бидејќи кога зборуваме за помирување, оно нужно по дефиницијата се поврзува со националното обединување. Во дефиницијска смисла е тоа така. Инаку се разбира да граѓанско е тоа, не е национално во смисла национал-шовинистичко или национално како мононационално или слично. Добро, поштовани гледачи, следите разговор со професор Ана Чуповска, политиколог од Скопскиот правен факултет. Сега еден кус блок реклами и потоа мислам дека би требало да се јави нашата Весна Велкова од почетокот на прославата, некаде околу 18 часот, на денот на македонската револуционерна борба,
уште еднаш, иако неколку пати сум рекол, на сите наши граѓани им го честитам овој изблик на формирањето на македонскиот патриотизам на оден начин со формирањето и со актовите на групата, Солунската група за формирањето на македонската револуционарна организација, предводена со Даме Груев, Хаджи Николов и таа чуена Петролка за кој имате и портрети и скулптури. Реклами, потоа реже да ја побараме Весна Велкова. Денеска е празник, 23 октомври, ден на македонската револуционарна борба. Невообичаено ВМРО ДПМН по подолго време наместо континуитетот на прослави се концентрира на една и се чини дека без оглед што е тоа национален празник, државен празник, како по правило имаат една потреба од посесивност да се држи континуитетот на ВМРО ДПМН со изблиците на револуционарната борба. Весна Велкова би требало да ја следи прославата. Весна, здраво, гледам дека првите гости доаѓаат. Ќе биде интересно првото појавување на јавна сцена на староновиот лидер Мицковски, бидејќи, условно кажеме, преживеа моменталната криза. И второ, дали двајцата почесни председатели, Никола Груевски и Љупчо Георгиевски додуше веќе подолго време не доаѓа, ќе бидат присутни на одбележувањето, како што велиме, денот на ВМРО ДПМН. По она што синоќа се случуваше на седницата на Централниот комитет и по сите оние исклучувања, Никола Груевски не беше исклучен членовски, па така да најверојатно очекуваме почесниот претседател на партијата, на опозицијската партија, да биде присутен овде во МНТ каде што се организира прославата. Инаку за 15 на минути овде во МНТ во Скопје треба да започне прославата на денот на македонската револуционерна борба, значи прославата е по тој повод. Го организира ВМРО ДПМН 125 години од основањето на ВМРО и 28 години од основањето на ВМРО ДПМН. Значи, оваа прослава, јавноста веќе знае, доаѓа само ден по онаа седница, каде беа исклучени поголем број од партиски членови, видни партиски членови. Значи, на својот Facebook профил партискиот лидер Христијан Мицковски веќе го честиташе празникот и тој напиша дека ВМРО постои за Македонија и за незиниот народ кој кревал глава секогаш кој е најтешко и кога мракот најсилно надвиснал над нашата земја и секогаш новиот почеток значал нова надеж, нова искра. Ова го напиша Мицковски на својот профил. И дел од членовите на ВМРО ДПМН исто така на своите Facebook профили го честитаа празникот на македонските граѓани. Еве уште една честитка од Даниела Рангелова, пратеничката на ВМРО ДПМН во македонскиот парламент. Таа напиша: го славиме денот на историското ВМРО, чиј сон го живееме, но нас ни треба силно сплотено и единствено ВМРО ДПМН, а не поделено и раскарано, проевропско ориентирано, а не изолирано, разум, а не очај и паника, победа, а не пораз, политичко делување, а не послушност. Ова го напиша пратеничката Даниела Рангелова по повод празникот на македонската револуционерна борба. Значи, ние остануваме овде на прославата. Планирано е да започне во 18 часот. Најпрво да има музички хепенинг, музичка изведба, а потоа да се обрати партискиот лидер Мицковски. Значи, што ќе каже, останува да видиме. Чомовски? Ќе го анализираме по неговиот настап, но бидејќи ги следиш овие динамични случувања во изминативе 24 часови, има една вест која циркулира, а тоа е дека Мијалков и Јанчев, градоначалникот на Кавадарци, довчерашниот подпредседател на ВМРО ДПМН, и Мијалков, еден од најстарите или постарите членови на ВМРО ДПМН, ќе бараат извинување
од партиското раководство, од Николовски, кој ги обвини за материализирање на партиската активност или како што тоа можете да го преведеме дека тие ќариле, а овие другите останале идеалисти. Весна? Значи, тоа го напиша и Мијалков и Јанчев на своите пораки до јавноста. Инаку неофицијално овде почна да се шпекулира дека се очекува да пристигне токму Мијалков. За сега не знаеме, ова се само овде шпекулации. Во моментов пристигнува поранешниот министер за правда од редовите на ВМРО ДПМН Михајло Маневски. Има и тука и претеничката Павлинче Частоева. За сега се само овие двајца ликови кои се познати на јавноста, доаѓаат и пристигнуваат голем број на членови и симпатизери на ВМРО ДПМН кои ќе присуствуваат на вечерашната свечаност. Ќе биде интересно дали ќе дојдат дел од претениците кои гласаат за уставни промени, кои за можна уставна реформа и кои различни пораки праќаат по телевизиите. Мислиш дека ќе се појави Камчевска, Богданов, Муковски, пратеници и така натаму? Така, тука сме тоа да го видиме. За сега нема ниту еден од нив. Благодарам, Весна Велкова. Ти посакувам да не биде замрзната, да бидете смрзнати, иако доаѓа прилично студен браун ноќен. И се надевам дека во вестите во 20 часот и особено во делот на отвореното студио после 21 часот, доколку има некакви специфични мали минијатурки, дека ќе се јавиш повторно во студиото. А сега еден блок промо и се враќаме во разговор со универзитетскиот професор Ана Чуповска. Професор Чуповска, дали очекувате дека ќе се зголеми јавно декларираната волја на така наречените проевропски ориентирани пратеници, особено што дури и дел од коалицијските партнери, например Панчо Мино, вели дека ќе се откаже од ВМРО-ското клупа поради исклучувањето на Јанчев и ова што сега се случува со барањето оставки од пратеници и така натаму. Да, очекувам, затоа што особено поради овој политичкиот аспект на помирувањето, дека тој ќе акселерира, ќе ја зголеми, да речам, желбата за учество и на некои од другите пратеници. Ве видовме, нели, вчера, мислам дека Димовски имаше исто интересна изјава во тој правец, дека, нели, партијата е во самоизолација, или завчера беше, не ми текнува точно. Ама очекувам дека ќе расте поддршката, бидејќи на вистина, мислам, во реалноста е таква да мора да се обедини. Едноставно нема друг начин како да ги избуткаме овие работи. Значи, членството во НАТО и во Европската унија и реформите што ни престојат, не може едноставно без опозиција тоа да се случи. Невозможно е. И ја сваќајќи таа историска одговорност на овие што гласаа, нели, за уставните промени, верувам дека ќе имаат едно гравитационо поле пошироко и према другите да се охрабрат да, поготово што, нели, гаранции ќе има со оваа ново тело во собранието, кои што ќе овозможат релаксирање на односите помеѓу пратениците во собранието. Underground анализите излегува и полуинформацијата, која не е ни информација, а тоа е дека Заев и СДСМ му сврши работа на Мицкоски, со овој чин на отстранување на така наречените криминалци од Врвот. Груевски би требало да заврши на ослужување на досегашната казна, ќе продолжи текот на постапките за 27 април, а особено овие околу прислушуваните разговори. Дали СДСМ сака моќна опозиција или му треба реален политички багаж на обединување кое ќе манифестира пред Брисел враќање на старите информации дека доминантното македонски граѓани се за ЕУ и за НАТО?
Значи, не станува збор тука дали што сака СДМСМ, што не сака, тоа воопшто не е важно. Процесот се однесува на сите, на секој еден граѓанин во земјата. И од тука таа потреба опозицијата да биде вклучена, критички и конструктивно, значи во конструктивна критика да биде вклучена. Ова што го гледавме во изминатиот период, апроприирана целата приказна од страна на ВМРО, на раководството на ВМРО, не беше тоа конструктивна критика, нити имаа став за референдумот. Секоја трета секунда го менуваа ставот, може да се излага, не може да се излага. Апсолутно за ништо не покажа став и второ деструктивни беа многу. Поготоа се деструктивни во поглед на демократските процеси, во поглед на ова факт на мултикултурализмот и на крајот на денот на главното прашање, на прашањето за евроинтеграциите и НАТО. И затоа ова не е нешто што е поврзано со СДСМ или дали они ќе имаат поен или не. Македонија треба да поентира од ова. Не партиите. Нас не интересираат партиите, нас не интересира правецот на земјата, во кој правец сите заедно ќе се движиме. Не можеме без опозиција. Каква е таа земја што нема опозиција? Огнот е запален и ќе има уште време да анализираме што ни престои, особено во наredните 3 месеци околу... Ќе биде забавно. Ќе биде прилично тензични, ако се забавни, особено со конкретните решенија на амандманите. Ви благодарам, професор Чупровски, за гостувањето во отвореното студио. Благодарам и на вас на поканата.